Мене ми е особено драго што денеска и во присуство на премиерот и заедно со лозарите ќе имаме прилика покрај тоа да го честитаме празникот на лозарите Свети Трифун, да ги соопштиме и новите мерки и политики на владата. Освен политиките во делот на тутунот, на вчерашната седница владата ја донесе новата национална програма за земјоделство и рурален развој за следните 5 години. Ги донесовме и годишните програми и затоа мислам дека е вистински момент и да се соопштат новините и мерките кои што ги предвидуваат истите. Оваа година со програмата и со уредбата предвидуваме зголемување на субвенциите за сите лозари кои што имат меѓу 1 и 10 хектари лозови насади. Нашата интенција како политика ќе биде да ги стимулираме да го модернизираат производството, односно да даваме уште поголема поддршка на категоријата на земјоделци кои што навистина може да го донесат развојот. Затоа предвидуваме дополнителни 20% за оваа категорија да премине во уште поголема категорија согласно законот и ќе ја дадеме таа поддршка оваа година. Исто така новина во нашите мерки кои што се развојни е пред се поддршката од 12.000 денари како дополнителна поддршка за лозарите во делот на реконструкцијата на лозовите насади, односно обнова на сортите и на старосната структура на лозиот. Ова исто така, кој што се однесува за сите, ќе придонесе кон зголемувањето на квалитетот и на самото производство. Ќе придонесе и кон модернизација на лозарството. Во делот на програмите за рурален развој останува нашата силна поддршка на инвестициите за нови насади. Тоа се 50% инвестиции за секој еден нов хектар на лозов насад. Исто така и во делот на инвестициите за системите капка по капка. Владата на Република Македонија даде исто така поддршка преку политиките за рурален развој и за субвенционирањето на каматите, 50% субвенционирање на каматите, вклучително и на лозарите кои што ќе се решат да направат инвестиции. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја прошири програмата за стимулирање и на винариите, односно нивна поддршка на меѓународните саеми, кои што се особено значени и каде што се склучуваат договорите и се обезбедува пласманот. Ја зголемуваме таа поддршка и овозможуваме поддршка на винариите. Оваа прилика ја користам само да повторам дека и да додадам примерот што го кажа, пред десетина дена беа исплатени вкупно досега околу 530 милиони денари во делот на лозарството и се обидуваме оваа година да ги вратиме работите во нормалата, односно субвенциите да се исплаќаат во рамки на законските рокови. Оваа година исплативме субвенции кои што се 10% поголеми од основните. Знаете дека минатата година, уште на првите неколку седмици, владата донесе одлука и поради лошата година 10% зголемување на субвенциите на лозарите од 40 на 44.000 денари. И тие пари лозарите ги добија сега на време. За првата недела во март веќе договоривме првичен состанок и со винариите и со лозариите кој што ќе се одржи во Штип и се поканети сите винари на времено да ги започнеме сите подготовки околу мотивирањето и на винариите да навистина излезат исто така како и државата во пресрет на лозарите и да што поголем износ на средства дојдат кај лозарите. Навистина, како влада сме целосно фокусирани да ги вратиме парите назад кон граѓаните и да она што е наша обврска и кон земјоделците и кон лозарите го исполниме. Многу нови мерки и политики опфаќаат овие нови програми кои што ги донесе владата и тие се пред се развојни и тие се пред се за развиено и модерно земјоделство. На крајот уште еднаш на сите лозари да им посакам берикетна година во која што навистина ќе имаме и род и квалитетен род кој што ќе обезбедиме и пласман, сигурен пласман и навремена исплата од сите. Благодарам и нека е среќен празник.